Владините служби, тирзоните, Агенцијата за храна и ветеринарство, царина и други институции од денес ги менуваат табличките на возилата во црвени, како ознака дека се државни и да се спреча злоупотреби од партиите и поединци. Ево ние на дело го покажуваме тоа, како што знаете им давме насока и препорака на сите институции во државата да отпочнат со промена на тие таблици. Ова нека биде еден втор повик како би отпочнале, како институции денеска ние како служба за општи заеднички работи заедно со ТИРС, Агенција за храна, ветеринарство и чинам дека е тука царина, тука се нашите возила со кои што располагаме и отпочнуваме први со тоа. Што доколку поради разни причини институциите не ги спроведат промените до почетокот на кампањата за локалните избори. И доколку тоа не го направат, ќе повикаме на трет пат да се брендираат се со цел до 29, односно до почеток на кампањата за локални избори, сите службени државни возила и возила кои што се во сопственост на државата да бидат брендирани. Сега уште едно потенцирање дека и доколку проба некој тука да избегне да не сака да ги брендира тие возила, кога ќе му даде датумот на регистрација, секако ќе ги добие овие таблици. Што со досегашните и потенцијалните злоупотреби? Секоја една злоупотреба која што е пријавена во нашата институција, од наша страна има сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, односно оддел, кој што е надлежен и секој еден случај кој што е пријавен се истражува и секој еден кој што направил било каква злоупотреба со материјално-технички средства или со негово физичко присуство во одредени политички канцеларии и така натаму, ќе биде изведен онамо каде што му е местото, односно ќе се сноси соодветни санкции. Точен број на државни возила се уште нема, а задолжен да направи регистар за тоа најдоцна до нова година е МВР. Сепак, процена е дека во моментов државата располага со околу 7500 возила.